можам да предпоставам како им е на сите тие родители и на сите тие партнери кои што исто така имаат партнер со цистична фиброза. И дома имам двомесечно дете, значи мислам дека пред да го родам не знам, не можев да замислам воопшто како е за вас родителите пред се кои што ги имате овие деца. И не можам да замислам која болка ја носите во себе и колку на вас само ви значи што сте сите овде. Збор за ретка мултисистемска болест која опфаќа повеќе органи. Најголемиот проблем настапува во белодробието, односно се ствара густ и леплив секрет кој е добра подлога за бактерии и да се прават инфекции кои го оштетуваат и белодробието, но ги оштетуваат и другите органи, страда панкреасот, црниот дроб. Голем проблем се јавува во дигестивниот систем, репродуктивниот систем. Главниот проблем со кој се соочуваме всушност се неколку проблеми, односно хоспитализацијата за пациентите со цистична фиброза. Од 1 октомври пациентите требаше да се префрлат во одделот за пулмологија и алергологија, возрастните кои се над 18 години. Децата во детска клиника, меѓутоа услови се уште не се создадени по тертипот на услови кои се за пациенти со цистична фиброза во светски рамки признаени. И исто така голем проблем е немањето на соодветна современа терапија. Децата уште со почеток на примање на ваква терапија би имале навистина едно безгрижно детство, а возрастните не би имале толку чести хоспитализации како што е примерот досега.